Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Покрај неколку неделните активни пожари во општина Прилеп, денеска пожар и во близина на типската населба во близина на градот. Денеска се одбележува 30 јули, светски ден на борбата против трговија со луѓе. Обиколницата кај Прилеп ќе биде целосно затворена од 3 август, ќе се поминува низ градот. Времето денеска променливо облачно и посвежо. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Според најновите податоци на Центарот за управување со кризи, денеска до 13 часот во Македонија се регистрирани вкупно 13 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, 5 се ставени под контрола, а 4 се целосно изгаснати. Во Прилеп се уште е активен пожарот кај селото Бешиште, на локацијата позната како Бешишки рид и е проширен кон селото Градешница во Новаци, како и до границата со Грција, зафеќајќи мешана шума. Иако дел од пожарот е под контрола, неколку крака се уште активни. Огнени јазици се шират и во регионот помеѓу Прилеп и Кавадарци, каде пожарот беснее на релацијата Царевиќ, Смолани, Радобил, Дрен, општина Прилеп, како и во близина на селата Галиште и Трстеник, општина Кавадарци. Гори мешана шума и ниска вегетација, а теренот е тежок за гаснење.
Во Прилеп, повторно друг пожар денеска околу пладне изби на улицата Јоска Јордановски во поранешните оранжерии кај типската населба, каде што гореше сува трева. Со брза интервенција на прилепските пожарникари, кои интервенираа со 4 противпожарни возила и со 15 пожарникари, огнот е целосно изгаснат. Гореше сува трева и ѓубриште од бројните диви депонии на површина од околу 4 до 5 хектари, информираат од територијалната противпожарна единица Прилеп. Две интервенции денеска имаше противпожарната служба во општина Кривогаштани, каде тамошните пожарникари го локализираа пожарот на стрниште меѓу селата Подвис и Локвени, како и трансформатор кој што горел кај поранешната фабрика Слога. Денеска се одбележува 30 јули, светски ден на борбата против трговија со луѓе. Радио Пела, со поддршка на Европската Унија и на Советот на Европа, изготви историја која говори за една од скриените форми на трговија со деца, детски бракови, скриена зад параванот на обичаите, родова улога или сиромаштија. Историјата може да ја проследите на нашиот YouTube канал, како и на нашиот портал radiopela.mk. Голем дел од граѓаните не знаат дека присилниот брак со дете е форма на трговија со луѓе и затоа не пријавуваат, не бараат помош и не препознаваат дека станува збор за жртва, ниту пак за кривично дело. Во последните 10 години идентификувани се 138 жртви на трговија со луѓе, од кои 45 се деца, вели Ана Бурагева Алексова, секретар на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција при Министерството. Во последните 10 години скупно се идентификувани 138 жртви на трговија со луѓе, од кои 45 се деца. Ова значи дека речиси 1/3 од сите жртви се најмладите и најранливите лица во нашето општество. Од тие 45 деца, 19 биле жртви на присилен детски брак, што дополнително ја нагласува сериозноста на проблемот и најчесто станува збор за девојчиња, а овие случаи се појавуваат во заедници со зголемена социјална и економска ранливост. Податоците покажуваат дека постои тренд на внатрешна трговија, односно експлоатацијата се врши во рамки на државата, што ја прави оваа појава уште потешко препознатлива и укажува дека присилните бракови не се само културен или социјален феномен, туку реалност која го нарушува основното право на децата, правото на образование, на слобода и на безбедност. Обиколницата кај Прилеп ќе биде целосно затворена од 3 август. Дел од патот Градско Прилеп целосно ќе биде затворен за сообраќај од 3 до 6 август, информираат денеска од јавното претпријатие Македонија пат. Поради изведување градежни активности на вијадукт на Сарачки дол, кој се наоѓа на државниот пат А1 Градско Прилеп, обиколницата на градот Прилеп, државниот пат од раскрсницата кај бензинската станица Лукоил до клучката кај бензинската станица Селида ќе биде целосно затворен за сообраќај од 3 август, недела, од 7 часот до 6 август, среда, соопштуваат од компанијата. Сообраќајот ќе биде пренасочен низ градот Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне и во текот на ноќта кон четврток наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално во форма на краткотрајно невреме. Ќе дува умерен наместа долж поврдарието повремено засилен северен ветер. Во Прилеп променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен повремено засилен северен ветер. Во текот на ноќта ќе има услови за повремен дожд. Минималната температура се спушти до 16, а максималната ќе достигне до 26 степени. Утре, четврток, наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално во форма на краткотрајно невреме. Ќе дува умерен долж поврдарието повремено засилен северен ветер. Потоа во петок и сабота ќе биде претежно стабилно со благ пораст на дневната температура. Ново дестабилизирање на времето со локален пороен дожд и грмежи се очекува в недела и во првите денови од следната седмица. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.